Уставниот суд пресече дека не е надлежен за мандатите на градоначалниците и на советниците. Судиите едногласно ја донесоа одлуката и посочија дека продолжувањето на мандатите на градоначалниците и на советите е во ингеренции на Македонското собрание. И покрај тоа што не е спорно дека постои правна празнина, бидејќи не се предвидени механизми што да се прави кога локалните избори не можат да се одржат во законските рокови. Доколку претениците до 15 мај не изгласаат пролонгирање на локалните избори за наредните месеци, во тој случај актуелните градоначалници заминуваат од своите кабинети. Првите луѓе на општините од истокот веќе подолго време алармираат дека општините ќе останат блокирани по 15 мај. Две решенија се можни. Првото решение е владата да назначи повереници на кои ќе им е предадене да ја водат општината до наредните избори. И втората варијанта е да Собранието на Република Македонија донесе дополнување измени на Законот за локална самоуправа, каде ќе дефинира продолжување на мандатот на актуелните градоначалници до следните избори. И двете се во опции, така да било која е во ред. Бито е да има што поскоро избори, не сме да има правен вакуум, затоа што платите, функционирањето на градинките, храната во градинките, функционирањето на основните училишта, на средните училишта, на дел од културните институции, на јавните предпријатија, се оно што ги засега граѓаните на нашиот град зависи од функцијата прв човек на градот. Зел вчера предупреди дека покрај тоа што плати нема да земаат голем број на вработени во децентрализираните институции, нема да може да функционираат и општините, во делот на плаќање на сметките за улично осветлување ќе се закочи изградбата, но исклучувањето на купопродажните договори заради данокот на промет, а нема ниту да се склучуваат граѓански бракови.